чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбот на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Ова година организацијата одбележува 25 години постоење и досега има обезбедено поддршка за повеќе од 6090 деца, млади, згрижувачи и родители. Вие сте дел од оваа организација повеќе од 17 години, така, 2009 година. И оваа професија не е типична, бидејќи не следи некој типичен работен ден од 8 до 4. Дали се сеќавате каков беше вашиот прв работен ден, бидејќи не е класичен, туку е повеќе мисија на некој начин? Замислував дека ќе биде едно, да кажам, и лично и професионално искуство, времено ограничено, дека ќе можам да направам нешто за некоја поголема цел, сакав да пробам да излезам од корпоративниот сектор и оваа организација тоа ми го овозможи на некој начин. Меѓутоа не излезе така. Се заразив со СОС вирусот. Ние тука на шега така збориме у наша организација дека или ќе се заразиш со вирусот, или ако не се заразиш, можеби твоето место не е тука. Така да освен што меѓу себе успеваме да се заразиме, успеваме да заразуваме и други партнери, подржувачи, па мислам дека и тебе. Дефинитивно. И така првиот ден, освен што се запознав со тимот, се сеќавам со првите колеги, доаѓам тука, гледам така убава приказна навиду. И веднаш едно детенца ми дотрча, машко, така некој 7-8 години, и ме зачуди што дури ми го знаеше името. Тетка Јулијана почна да ме распрашува што ќе работам, како ќе работам, се понуди да ме прошета тука. И така си направивме убав муабет, се гушнавме на крај и се враќам јас по канцеларија, полна така со позитивни емоции, се распрашувам за случајот за детето. И тогаш во тој момент ја сватив двојноста на оваа работа, за убавата и за тешката страна. И сватив што се крие позади таа насмевка и таа потреба за гушкање всушност. Така да на почетокот би кажала дека тешко ми беше да се справувам и со емоциите. Ја носев работата дома, се будев со детско село, со сите приказни на децата. И така да тоа беше и период од повеќе години, кој што и покрај тоа што јас директно не работам со децата, меѓутоа тоа што нели го гледав и секој ден го слушав од колегите, ми беше тешко да прво да ја прифатам реалноста на ваквото постоење на вакви деца и семејства кои што живеат во наша непосредна средина, а ние не сме свесни за тоа. Би спомнала дека не помалку тешки исто така се приказните и со биолошките семејства со кои што работиме, и така да тоа и ден денес, ете после 17 години, во оваа наша јубилејна 25 година, ми е најголем внатрешен мотиватор, бидејќи со тоа што го правам, знам дека правам промена не во бројки, не во статистики, туку правам промена за Марија, за Адна, за Цеца, за сите тие деца и млади кои што на крај кога ќе ги видиш, кога ќе пораснат, па ќе се вработат, па ќе те поздрават, па ќе те викаат на кафе, на родендени, на свадби, тоа е најголемата мотивација. Кажете ми кои се најчестите проблеми со кои што ви доаѓаат децата токму тука и кои се некои принципи на работа и како им помагате? Па, вообичаено центарот помага на деца кои што имаат развојни проблеми или развојни задоцнувања и потешкоти, имаат потешкоти во функционирањето. Тоа пред се е резултат на нивни травматични искуства од детството, или биле жртви на насилство, или биле сведоци на насилство, злоставување, запоставување. Така да тие трауми оставаат големи траги во нивниот психосоцијален развој, дефинитивно. И заради тоа, всушност, увидовме
во нашето долгогодишно искуство дека ова е една голема неопходност и мислам дека овој центар е доста уникатен на ниво на цела држава, бидејќи работиме и со специјални лиценцирани методологии. Во рамките на центарот нудиме психолошко советување, меѓутоа исто така и техники за специјална едукација и рехабилитација, кои што всушност се наменети за децата кои што имаат развојни задоцнувања, значи задоцнувања во развојот и потешкоти, да им помогнат, да им ги зајакнат капацитетите како да се справат со стрес, како да се справат во кризни ситуации или некои ситуации кои што им предизвикуваат емоционални поместувања, кои што им враќаат некои лоши спомени. Така да работата во рамките на овој центар е долгорочна, значи треба да се работи долго време, од 12 до 18 месеци, континуирано и посветено, за да има резултати на подолг рок. И се работи со деца и со млади од алтернативна грижа, тоа така се нарекува во системот на социјална заштита, значи од згрижувачки семејства, од мали групни домови или други форми, да кажам, на згрижување. Меѓутоа, целта ни е сега овој центар и да го отвориме кон заедницата, значи да не работиме само со овие категории, туку да го отвориме и за други деца млади кои што, да речеме, ќе имаат потреба од ваков тип на помош, што значи целта е да се унапреди менталното здравје, да се зајакнат и да можат подобро да функционираат и да подобрат својата благосостојба. Да се навратиме на детското село, кажете ми кој е некој момент во вашата кариера што ќе го памтите за секогаш, да кажеме, што ви има оставено некаков печаток? Дали е тоа убав момент или не убав момент? Па, вака имало многу среќни и многу тажни моменти. Морам да кажам дека младите некако ми се слабост, овие што излекуваат над 18, дори тоа некојаш и колегите ми замеруваат дека знаат дека ми се слабост и младите знаат дека ми се слабост. Така да имало доста приказни со нив, бидејќи пак посебно со младите ние правиме и она што е во рамките на нашите можности и она што не е. Значи, кога ќе се исцрпат и сите ресурси во рамки на една програма, користиме лични, да кажам, пријателства, мислам и јас исто тоа, користиме наши средства, време, идеме на кафе, значи се што може да им се помогне на младите. Околу некој момент сакам да споменам еден период од 2015 до 2017 година, кога беше бегалската криза во Македонија. И ние тогаш како детско село, како организација, излеговме малку од својот колосек и од својата тиковна работа. И 2,5 години бевме фокусирани со наши програми и катчиња во транзитните центри и прифатилишта во Табановце, кај Куманово и во Гевгелија, и работевме таму 24/7. Иако тоа можеби не е познато на јавноста, меѓутоа 2,5 години се одлучивме дека ќе се посветиме и ќе помогнеме на сите тие деца кои што беа во тој период бегалци со своите семејства. И јас често бев таму на терен, посебно во првите месеци кога не бевме подготвени ни ние ни државата. Сликата вака возови, како стигнува возот, излегуваат деца, семејства, плачат деца, родители, онака без облека, необлечени, пошле во септември. И се сеќавам на еден татко кој што излезе со едно детенце, со кеса вака во раката и ми побара нешто веднаш за детето. Кебе, нешто облека и така натаму. Бидејќи во таа ситуација таму немаш, не е битно ти која позиција си, што работиш и така натаму, значи таму во такви ситуации ти треба да си само човек и ништо повеќе од тоа. И тој татко ми се заблагодаруваше после тоа, ме праша дури како се викам, ми рече фала, дека ќе ме запамти, дека се надева дека живи и здрави ќе стигнат и ќе се спои он со својата сопруга, со уште 2 деца,
И така да тој момент онака многу ме поводи тогаш и некако после тоа се освести свикам како можеш многу лесно да останеш без ништо всушност. И всушност од друга страна па како можеш со малку нели некоја поддршка и човечност да бидеш и благодарен и среќен. И никогаш не дознав, а често онака се сеќавам, си се прашувам како заврши неговата приказна, бидејќи ми кажа и дека бил и доктор таму во Сирија, од Сирија беше, така да таа приказна не го дознав нејзиниот крај. Меѓутоа тогаш еве секој ден заедно со моите колеги и јас ние сме посветени на тоа да секоја приказна има среќен крај. Она што е многу важно е всушност на почетокот на проектот младите се сеќаваат со нашиот тим на кариерни советници и заеднички разговараат околу нивните потреби, а исто така работат на развивање на индивидуален развоен план. Дел од младите доаѓаат тука со јасна цел каде се гледаат себе си на кариерен план во иднина, меѓутоа дел од младите се двоумат, не знаат која област на студии или која професија да ја изберат и затоа тука се нашите кариерни советници. Имаме интересни алатки за професионална ориентација, меѓутоа и низ неформален разговор, моите колеги од проектниот тим откриваат кои се афинитетите преку разговори за нивни хобија и така натаму, кои се афинитетите, кои се силните страни на овие млади лица со цел да идентификуваат евентуални професии во кои што навистина би можеле да го исполнат целокупниот нивен потенцијал. Баха, искрено, кога се навратам најназад, со оглед нели сега на моите години, не сум стара, но не сум ни дете. Пред се морам да потенцирам дека најважното ми беше, мислам дека тоа е најважно за секој дете, да има топол дом и грежа која што секојдневно ја добива од маманата. А се до завршувањето на моето основно образование, каде што ја имав и таа среќа на еден начин таму да бидеме како мало семејство, со оглед дека лично ги познавам низините родители, па секојдневно идевме, шетавме, правевме, потоа во текот на моето средно образование престојав во младинската куќа, каде што таму секојдневно идевме посетувавме разни хоби, активности, обуки, работилници, потоа барем за мене како дете особено ми беше важно тоа што знам дека во самата младинска куќа нас веќе не припремаат за животот кој што следи надвор од детско село, односно ние што го викаме животот на возрастните, каде што беше еден вид на полунезависен живот, каде што нели дел од работите веќе сам ги правиш, сам чистиш, сам се средуваш, со тоа што можеби се подразбира, но кога ќе размислиш во годините на адолесцентите, некој пат тоа сите не мрзало, но сепак е доста важно после кога ќе пораснеш и кога ќе бидеш возрастен. Од аспект на едукацијата, барем искрено мене особено многу важно ми беше тоа што секоја учебна година имавме едукативна поддршка за учење. Самиот индивидуален пристап кој што го има сите згрижувачи без разлика дали ти беше одговорно лице, нешто популарно што го викаме ГЛГ или пак друг некој згрижувач, самата можност што секој дете имаше индивидуален развоен план каде што ние директно можевме да си ги видиме на кои наши страни треба да работиме, кои не се добри, па да ги негуваме понатаму. Така да тоа дефинитивно би го изводила како едно од најблиските, мислам, најважните работи за мене во животот во СОС, особено тоа што стегнав многу братчиња, сестричиња, бидејќи животна желба ми беше да имам помалку братчи и сестричиња. Благодарение на СОС тоа го имам. Ти имаш исто така учествувано и си била дел од ЈЕП проектот, кој помага со вработливоста и вештините во, да кажеме, различни професии на младите. Кои се некои работи што ги имаш научено таму и како ти помогнале во твојот кариерен пат како сега дипломиран правник?
Искрено вака, морам да признам дека имав доста позитивно искуство со овој проект. Не само од аспект на на настаните кои беа организирани во негов склоп, односно туку и самите учесници, со оглед на тоа дека преку овој проект ние директно младите имавме можност да учествуваме во разни работилници, обуки, семинари, панел дискусии. После секоја обука, барем лично кај мене можам да си кажам, ке се го различно влие. Имав доста зголемено ниво на самодоверба и мора да признам дека до ден денеска се уште памтам дека имавме работилница како во најдобро светло да се представиме на интервју за работа, одредени техники на комуникација, вештини, како самите да отредиме кои ни се јаки, слаби страни, квалитети, како да откриеме што правилно сакаме да работиме и што не прави среќни да не исполнува, пошто сепак работата мора да не исполнува покрај тоа што ни носи пари. Па така стрикно ако одвојам нешто што имаше техника како правилно да разговараш на интервју и таа техника ја искористив кога бев на разговорот за моменталната сега работа, односно пракса каде што идем. Кажи ми што би им порачала на децата што растат во моментов со поддршката на СОС детското село и посебно кога мислат дека нивниот пат кон кариера или кон среќа или кон љубов или кон било што е потежок од тој на другите. Пред се нека ги искористат сите можности што им се нудат, бидејќи кога ќе пораснат ќе сватат дека ние искрено имавме привилегија сите такви можности да ги добиеме бесплатно. Нека не се плашат од неуспехот, бидејќи тоа е искрено една нужна точка кон успехот. Нека не се плашат да сонуваат, бидејќи дете без сон е исто како дрво без корења. Нека запамтат дека се што доаѓа брзо и се брзо си оди, така и успехот, ништо не е трајно. Особено најважно мислам дека кај сите овие деца, истрпно и кај мене порано што сум го приметила, е да не се споредуваат со никого. Значи, секој е различно роден, под различна среќна звезда, не сите имаме исти можности, не сите сме со исти капацитети. Самите нека си најдат нешто што го сакаат, што уживаат во тоа, па потоа да си го претворат во нивна професија. Едина споредба која треба да си ја направат е со личноста која биле вчера. Ако застанам сега и јас помислам дали денеска сум била подобра од вчера, значи сум успешна. Или обратно, ако застанам и сум била денеска полоша и наредните неколку денови сум полоша, значи доживувам неуспех. Едина споредба што треба они да ја направат е со личноста која биле вчера.